Мал милион луѓе во изминатиот месец ме праша каде е Горан Ѓуровски, Ѓуро, нашиот драг колега. Еве го, здрав и жив. Ѓуро човече, кај беше месец дена? Па се зезнав, решив да се кандидирам за член на Совет на општина Центар и пошто законот е таков, не дозволуваше да се појавувам на телевизија, морав да абстинирам од ТВ екраните. Што те натера да се вплеткаш во политика? Па не, Тоест да се обидеш да се вплеткаш во политика? ме натера, ми беа смешни тие видеата што ги снима и кам дај малце ќе се позезам јас со нив, не разбираш? Ама со нив нема заебанција. Тоа е многу сериозен спорт политиката. Добра, и колку гласови се освоија? Па еве, во оваа прилика им се заблагодарувам на мама, тате, бате, снами, значи 4, се зезам, 370 гласа. 370 гласови и не се малку заради тоа што ти не правеше помпезна кампања, не одеше од врата до врата, не ги молеше луѓето за глас. Едноставно си правеше скечеви, ги закачуваше на интернет и тоа беше тоа. Точно, и тие скечеви има одредена порака. Се што ме нервираше го претвара во скеч. Например, ти ми рече зашто не се одеш од врата на врата. Мене ме нервира она кои ќе се појават на врата со тие кесите, нели? И еве ви програма, ова ќе направиме, она ќе направиме. Запалка задолжително, пенкало. Да, точно така, и ти го реметат ратот, досадни се, немаат никаква порака, али тоа е тоа, они имаат позади нив машинерии, а ја можев само да се зезам. Втората порака беше се бутнав во контейнер и пораката беше да исчистиме општината од ѓубри и политиканти. Во секој случај, мислам дека ти беше забавно. До некаде да, до некаде не. Уствари сватив дека не го сакам тоа што го правам, туку ова што го правам во зевзекманија. Зевзекманија ми е љубовта. Сигурно се запозна со луѓе кои што се занимаваат со политика, зборуваше со нив, се доближи до нив, значи малце од една друга перспектива можеше да ги видиш. Што луѓе се тие? Досадни, многу сериозни, дал глумат или не знам, ама обично приметувам луѓе кои глумат. Например, кога отидовме да влечеме бројче во Државна изборна комисија и влагам таму една атмосфера, мислиш дека на погреб си толку сериозни, накитени са коамашни кравати, па некои фаци сериозни. И едва и чекав тоа да заврши, да си отидам, не можев едно 2 сати да се соземам. Сега си се враќаш во зевзекманија. Точно така, и ептен се радувам. Одиме со твојата рубрика, стартуваме за неколку секунди. Фала на сите што гласаа за мене и така, продолжуваме понатаму.